Дрисла повеќе нема да биде еден од главните загадувачи на Скопје. Депонијата ќе се модернизира. Министерот за животна средина и просторно планирање Фатмир Меджити најави нова прочистителна станица и печка според европските стандарди. Според Меджити, Министерството ги прави сите напори за напредување на условите, а го очекува истото и од раководството на депонијата. Помагаме. Разговаравме отворено со директорот и неговата екипа. Заедно сум тука со директорот на Инспекторатот за животна средина и со Управата за животна средина. Значи, цела екипа, што се институции што се компетентни за животна средина. Разговаравме, бидејќи интегрираната дозвола се издава од наша страна, но тоа е условено да се преземат конкретни чекори, конкретни инвестиции, за да депонијата биде во функција, биде со високи стандарди. Од Дрисла потврдија дека е започната постапка за набавка на прочистителна станица и печка, но и опрема која е специфична за третман на медицински отпад. Директорот на Дрисла најави инфраструктурни зафати во рамки на депонијата, со кои ќе се обезбедат подобри услови за работа. Во планот за јавни набавки, пред се што кажа министерот, ние изготвување на ограда, изработка на прочистителна станица, тоа не е исто приоритет, и изготвување на техничка спецификација за набавка на инсинератор за уништување на медицински отпад. Ке се решава и проблемот со водата од Маркова река, за која жителите на Батинце обвинуваат дека е загадена, како последица на работењето на Дрисла. Од Инспекторатот за животна средина и просторно планирање потврдија дека се земени мостри од водата на реката и дека се испратени на испитување во акредитирана лабораторија. Во врска со овој случај, преземени се мерки и поднесена е пријава против јавното предпријатие Дрисла и се очекува дека во најскоро време може да се надмине проблемот. Се случила хаварија на Маркова река, не е точно дека резултатите не се објавени, значи наш инспектор има земено мостри кои се дадени на акредитирана лабораторија која ги врши испитувањата, има надминување и за истото Дрисла има прекршечно решение кое е на судот. Како проблем во надминувањето на состојбата во Дрисла, со која раководи град Скопје, не може да се исклучат и честите промени на раководство на депонијата. Во досегашниот градоначалнички мандат на Даниела Арсовска, тројца директори на Дрисла беа разрешени или сами си поднесоа оставка.